Откажувањето на Охридскиот пливачки маратон ја отвори Пандорината кутија, што се правило и на кој начин се организирала оваа спортска манифестација од светски карактер. Штурата информација на председателот Пендаровски дека блокираната жиросметка на Пливачката федерација за неодржување на маратонот и тоа во 5 до 12 е само едно срамно алиби и за федерацијата, но и за председателот како покровител. Жиросметката на Пливачката федерација е блокирана повеќе од 10 години. Никој не знае каде оделе парите, нити што се случувало низ годините кога во организација на маратонот се вклучувале две различни пливачки федерации. Она што е известно е дека последните години на пливачите не им се исплаќал нити наградниот фонд, обзнани градоначалникот Пецаков, кој како што рече ќе направи се годинава да се одржи маратонот во организација на општина Охрид. Ние имаме 2 или 3 години неисплатен награден фонд према пливачите и веќе со ноќти ние почнавме да пуштаме мејлови преку федерацијата, ја замоливме да испрати покани. Првото и основно прашање дали годинава ќе биде исплатен награден фонд, што е нормално, пливаат заради одредена заработка или во најмала рака би рекол финансиска каква таква сатисфакција. Пливачката федерација влезе да го организира маратонот, меѓутоа јас не паметам од 92 година, откако сум вклучен во маратонот, да немало проблем од финансиски карактер, вели Кочо Паскали од пливачкиот клуб Охридски бранови. Тој каже дека лани само на еден хотел не му биле исплатени 35.000 евра, а списокот на долговиот долг, вели тој. Но желбата на охриѓани да се организира маратонот е голема. Прашање е дали ќе успее за толку кратко време тој да се организира. Не е тоа работа дека ќе окалиме кајчето, ќе скокне во вода, ќе испливат, ќе стигне. Значи е работа која сака студиозно и сериозно работење. Пливат луѓе. Охридски бранови има своји реквизити за старт, патека, цел. Луѓе со кои се работиме години, пловни објекти, глисери, суди, целта да се спреми. Значи за све имаме луѓе. Ние за 24 сати како клуб со Црвен крст можеме да го стакнеме маратонот утре да пливаме. Донесите вие пливачи, обезбедите ги средствата. За да се одржи маратонот потребни се околу 50.000 евра, вели Пецаков. Тој ја повика и државата и институциите да помогнат да се обезбедат овие пари, а наградниот фонд да биде повеќе од 10.000 евра за да се кандидатат пливачите да дојдат.